општини кои што имаат блокирани сметки, но поголемиот дел од општините се функционални и имаат финансиски габарит да си ги издржат и ревноста да си ги сервисираат своите изворни надлежности и ова одговорно го тврдам. Јас немам комодитет да прозвам некоја од општините, ниту да ја критикувам, ниту да ја пофалам, но и во минатото имаме примери каде што блокирани општини со блокирани сметки сега се со одблокирани сметки и можат комотно да работат. Министерството за локална самоуправа не е орган каде што се доаѓа по, да речеме, обезбедување на финансиски инекции, дотации за помош и поддршка, не само за општините, туку и за останатите институции. Во рамки на Министерството за локална самоуправа, во изминатите 2 години, јас сум навистина среќен што сите градоначалници што дојдоа, без разлика, повторно ќе кажам, од која политичка номенклатура се градоначалниците, сите дојдоа спремни со проекти, со зрели проекти и дојдоа да разговараме во која програма можеме да ги isfinansираме. Министерството за локална самоуправа спроведува 2 програми преку кои што финансиски поддржува имплементација на проекти, но во рамки на владата има и останати 12 министерства кои што имаат нивни програми кои што имаат директен импакт на регионалниот развој. Така да градоначалници доаѓаат не плачејќи по пари, туку разговарајќи да најдеме модалитети каде и преку кои програми да можеме да ги isfinansираме. Овдека што е многу битно да се спомене. Во моментот, можеби за нас, можеби најбитен тој процес, работиме на целосна реформа на обезбедување на што е можно поголема финансиска независност на општините. Ова е суштината или одговорот на вашето прашање дали да, фискалната децентрализација е она што со години се провлекува кај општините, а што нема слух и кај извршната власт. Така е. Сега што прави оваа влада? Покрај тоа што интервентно делува да го подобри и подигне квалитетот на живот преку имплементација на овие 1116 проекти, во моментот работиме еден процес на ажурирање на бази на даночни обврзници на локално ниво. Зошто го велам ова? Јас некогаш сам на себе сум досаден кога ја повторувам оваа информација, меѓутоа стварно ми е многу битна да ја знае македонската јавност. Општините губат на годишна основа од 80 до 100 милиони евра заради тоа што несоодветно ги колектираат сопствените извори на финансирање. Оваа